Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на животите на Саул и Давид. Всушност, ова се на некој начин последните денови од животот на царот Саул. Во глава 27 е опишан настанот кога тој оди кај гатачка во Ендор и се обидува да дојде во контакт со духот на Самуил. Да, Саул падна толку ниско, што почна да се занимава и со окултизам. Глава 27. Саул тргнува во потера, а Давид бега од него. Од првиот стих од глава 27 дознаваме дека Давид се обесхрабри и помисли дека кога тогаш ќе падне во рацете на Саул и ќе биде убиен. Очигледно е дека долгото време поминато во бегство имаше многу лошо влијание врз неговото расположение. Ке го прочитам стихот. И Давид рече во срцето свое: ќе паднам некогаш во рацете на Саул. За мене ништо подобро, освен да избегам во филистејската земја. И Саул ќе престане да ме бара веќе по сите израелски предели, и јас ќе се спасам од рацете негови. Како што можете да забележите, верата на Давид во овие моменти беше навистина слаба. Ова беше период кога толку беше уморен од бегање, што самиот замор имаше влијание врз начинот на кој размислуваше. Но тој не е единствениот во Библијата кој се однесуваше така. Истото им се случи на Авраам, Јаков, а би рекол и на поголемиот дел од Божите мажи и жени во писмото. Обесхрабрувањето е нешто низ кое и вие ќе поминете во животот. Например, кога ќе се соочите со проблеми, или кога ќе се чувствувате паднати во духот поради некоја причина, големи се шансите дека ќе си речете во себе: ова никогаш нема да престане. Кога тогаш овој проблем ќе ме докрајчи? Во такви моменти, не заборавајте дека Бог е со вас и е на ваша страна. Вие не сте единствените кои минуваат низ патот на тагата и обесхрабреноста. Низ историјата имало многу мажи и жени кои го изоделе тој пат. Земете го за пример Давид. Тој го мина патот на обесхрабрувањето и разочараноста многу одамна, и Бог му помогна додека беше во тој период од животот. Тоа е една од причините зошто ми е пријатно кога го проучувам неговиот живот, бидејќи Давид минува низ многу нешта кои и јас ги минувам. Мислам дека секој од нас може да се чувствува со него. Но Давид не се откажа и продолжи да верува во Бог. А Бог интервенираше во неговата ситуација и го спаси од Саул. Така што, охрабрувањето за нас денес е повеќе од јасно. Ако се чувствувате без сила, обесхрабрени и разочарани, верувајте му на Бог и немојте да се откажувате. Тој ќе интервенира во свое време и на свој начин. Слушнете што се случи потоа. Ке го прочитам вториот стих. Тогаш Давид стана и отиде, тој и 600 мажи кои беа со него, кај гатскиот цар Анхус, син Моанов. Давид не требаше да отиде кај царот Анхус, бидејќи тој беше кнез на филистејците. На некој начин, Давид ја однесе својата војска во областа на народот кој беше непријателски настроен кон Израел. Оваа постапка на Давид треба да ни служи нам и денес за поука. Ако се чувствувате обесхрабрени, немојте да носите безумни одлуки. Подобро е да чекате на Бог за тој да ви даде излез и решение, отколку самите да одлучувате што да правите. Глава 28. Филистејците планираат да нападнат, а Саул се советува со гатачката од Ендор. Ке ги прочитам првите 4 стихови од глава 28. Во тоа време филистејците ги собраа војските своји за војна, за да војуваат против Израел. А Анхус му рече на Давид: знај дека и ти ќе тргнеш со мене во борба, ти и твоите луѓе. Давид му рече на Анхус: сега ќе дознаеш што ќе направи твојот слуга. Анхус пак му рече на Давид: затоа ќе те направам чувар на мојата глава за секогаш. Самуил беше умрел и го оплакуваа сите израелци и го погребаа во Рама, во неговиот град. А Саул ги беше изгонил повикувачките на духови и гатачите од земјата. Се собраа филистејците и отидоа да се улогорија во Сунем. Го собра и Саул сиот народ израелски и се улогорија во Гелвуја.
Забележете која беше реакцијата на Саул откако ја виде војската на филистејците. Саул го виде филистејскиот логор и се исплаши, и силно му затрепери срцето. Тогаш Саул го запраша Господа, но Господ не му одговараше ни на сон, ни преку Урим, ни преку пророците. Веќе одреден период Бог воопшто не му зборуваше на Саул, бидејќи царот постојано живееше во непослушност кон Бог, а го бараше неговиот совет само кога му беше тешко. Стихови 7 до 15. И им рече Саул на слугите своји: најдете ми жена што повикува духови, и јас ќе одам кај неа и ќе ја прашам. И му одговорија неговите слуги: тука, во Ендор, има жена што повикува духови. И ги соблече Саул лиштата своји и облече други, и тргна тој и двајца луѓе со него и дојдоа кај жената ноќе. И рече Саул: те молам, гледај ми и повикај ми кого што ќе кажам. Но жената му одговори: ти знаеш што направи Саул. Знаеш дека тој ги истера од земјата гатачите и гледачите. Зошто ставаш стапица на душата моја за да ме погубиш? И Саул се заколна во Господ велејки: ти се колнам во Господ, нема да ти се случи ништо лошо за тоа. Тогаш жената праша: а кого да ти го повикам? Тој одговори: повикај ми го Самуил. И жената го виде Самуил и гласно извика. Жената се обрна кон Саул и рече: зошто ме излага? Ти си Саул. Царот и рече: не плаши се, кажи што гледаш. Жената одговори: гледам како Господ излегува од земјата. Каков е тој на изглед? Праша Саул. Таа одговори: излегува од земјата престар маж, облечен во долга облека. Тогаш Саул свати дека е тоа Самуил. Падна ничком на земјата и се поклони. И Самуил му рече на Саул: зошто ме обеспокојуваш да излегувам? А Саул одговори: многу ми е тешко. Филистејците војуваат против мене, а Бог отстапи и повеќе не ми одговара ни преку пророци, ни насон. Затоа те повикав за да ме поучиш што да правам. Катачката во Ендор беше вентрилоквист. Мислам дека станува збор за личност која се бавеше со спиритизам и окултизам. Во текот на оваа епизода, често ќе се навраќам на темата спиритизам и окултизам, бидејќи сметам дека е важна и треба да знаеме како да ја пристапиме од библиска гледна точка. За жал, денес има луѓе кои се обидуваат да го оправдаат спиритизмот користејќи стихови од Библијата. Нивниот аргумент е: спиритизмот е присутен и во Светото писмо. Катачката од Ендор го повика духот на Самуил. Прашањето кое сметам дека треба да го поставиме во однос на овој текст е: дали духот на Самуил навистина комуницираше со Саул? Се разбира, во писмото пишува дека Самуил разговараше со Саул. Но дали тоа навистина се случи или станува збор за нешто друго? Ке спомнам неколку нешта кои ќе ни помогнат да го одговориме ова прашање. Во писмото Бог многу јасно го осудува повикувањето на духови. Слушнете што пишува во Повторени закони 18, 9 до 12. Кога ќе влезеш во земјата, која Господ твојот Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасотии, какви што вршеле тие народи. Да не се најде меѓу вас човек кој го тера синот свој или ќерката своја да помине преку оган, заради очистување, или да предскажува, да гата, или пак магесник, бајач, или што повикува духови. Ниту пак волшебник, ни таков што разговара со мртви. Зашто секој кој го прави тоа е гнасен пред Господ и токму поради тие гнасоти и Господ, твојот Бог, ги изгонува од пред тебе. За жал, ние живееме во време во кое се повеќе луѓе се вклучени во вакви активности и тоа го сметаат за некаква духовност која ги исполнува. Пред многу години, во списанието Time имаше статија во која пишуваше дека дел од холивудските звезди признаваат дека често се советуваат со луѓе кои се занимаваат со повикување на духови. Мислам дека тоа се случува и до ден денешен. Според мене, не само спиритизмот и окултизмот, туку и астрологијата може и треба да се вклучи во практики кои многу штетно им влијаат на духовното здравје на луѓето. Астрологијата е така наречена наука која зема се поголем замав и има се повеќе приврзаници. Бројот на луѓето кои веруваат дека звездите ќе им ја предскажат судбината е навистина алармантен. И не само тоа, туку во таа индустрија се вртат стотици милиони долари годишно.
Без разлика што се случува во светот и на какви духовни практики се посветуваат луѓето, тоа што сакам да го знаете е дека Божиот збор многу строго ги осудува окултизмот, спиритизмот, па дури и идејата дека звездите може да ви ја претскажат иднината. Според мене, токму тоа е дел од причината поради која Бог ги судеше паганските народи во Стариот Завет. Ваквите окултистички практики се сериозна опасност за духовното здравје на поединецот. Сетете се на параболата со сиромашниот Лазар. Кога богатиот побара Лазар доди кај неговите браќа за да ги предупреди од вечната пропаст, му беше кажано дека таква можност не постои. Ако таква можност не постои, тогаш како може до ден денешен луѓето да тврдат дека разговараат со мртвите? Очигледно е дека станува збор за сатанска измама. Слушнете што вели Божиот збор. Во Матеј 24:24 пишува: зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Во 2 Солуњаните 2:9 апостолот Павле вели: доаѓањето на тој беззаконик ќе биде подејство на сатаната, со секаква сила и знаци и лажни чудеса. Пишувајќи му на младиот Тимотеј, во 1 Тимотеј 4:1, Павле пишува: а Духот јасно зборува дека во последните времиња некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења. Денес во светот постојат и така наречени сатански цркви. Според мене тоа не се никакви цркви, но оние кои се дел од нив го нарекуваат нивниот собир црква. Тоа воопшто не треба да не чуди, бидејќи во Божиот збор пишува дека во последните времиња ќе се јават многу лажни и изопачени учители и учења. Да се вратиме назад, на случката кога Саул отиде во Ендор за да го повика духот на Самуил со цел да го праша за мислење во врска со борбата со филистејците. Прво, од текстот е многу јасно дека Бог се повлече и веќе воопшто не му се откриваше на Саул. Со оглед на тоа што царот сакаше да знае како да постапи, тој одлучи да го повика духот на Самуил за да се посоветува со него. Да ве потсетам, во книгата Повторени закони, Бог многу остро го осудува повикувањето духови. Во текстот пишува дека духот на Самуил разговараше со Саул. Има неколку објаснувања за тој настан. Некои луѓе велат дека се што е запишано во врска со овој настан е чиста измама и дека жената беше вентрилоквист, односно личност која може да имитира туги гласови и да прави тоа да изгледа како гласовите да не доаѓаат од нејзината уста. Постојат луѓе кои имаат такви способности. Лично сметам дека Саул навистина беше дел од некое надприродно искуство, но не мислам дека изворот на тоа искуство беше Бог. Второто објаснување е дека живите можат да ги видат и да комуницираат со оние кои се починати, а им биле блиски во животот. Во време на Втората светска војна, сер Оливер Лодж и сер Конан Дойл ги загубија своите синови на бојното поле. По некое време двајцата сакаа да ги видат своите синови и да стапат во комуникација со нив. И на тој начин се фатија во стапицата на окултизмот и спиритизмот. Кога луѓето се во таква ранлива состојба, мислам дека е релативно лесно некој да ги изманипулира за да поверуваат дека навистина ги виделе своите сакани и стапиле во контакт со нив. Радијард Киплинг ја напишал следнава поема. Патот до Енрод е пат по кој често одат тажните мајки и сопруги. Тие се сигурни дека таму ќе се сретнат со нивните сакани кои не се веќе со нив. Голем број луѓе веруваат дека нешто чудесно се случува во Ендор. Краток разговор со покојните им дава мир на живите. Кога ќе слушнат познат глас, живите се убедени дека нашле утеха. Оние кои се спремни да одат таму, треба да бидат спремни и да платат голема цена. Патот до Ендор е еден од најстарите и најбезумните патишта на луѓето. Сите кои одат по него ги следат стапките на лудиот цар Саул. Оние кои одат во Ендор бараат нешто, но никогаш не го добиваат. Има и друго објаснување, кое вели дека гатачката на вистина го повика духот на Самуил и Саул разговараше со него. Според мене тоа воопшто не е во согласност со останатиот дел од учењето на Светото писмо. Стих 15. И Самуил му рече на Саул: зошто ме обеспокојуваш да излегувам? А Саул одговори: многу ми е тешко. Филистејците војуваат против мене, а Бог отстапи и повеќе не ми одговара ни преку пророци, ни насон.
Затоа те повикав, за да ме поучиш што да правам. Саул сакаше одговор, но не можеше да го добие од Бог. Затоа одлучи да се обрати на најдуховниот човек кој го познаваше, а тоа беше починатиот Самуел. Тој мислеше дека разговара со Самуел, но всушност разговараше со некој нечист дух кој се преправи дека е духот на Самуел. Зошто го велам тоа? Бидејќи Бог не действува преку нешто што претходно го осудил. И во 1 Самуилова 15:23, додека беше жив Самуил, рече: непокорноста е исто таков грев, како што е вражањето, а тврдоглавоста е исто како идолопоклонството. Поради тоа што го отфрли зборот на Господ, затоа и тој те отфрли, за да не бидеш цар над Израел. Во 1 Летописи 10:13 пишува: така умре Саул поради своето беззаконие што го направи пред Господ, зашто не ги запази зборовите Господови и се допрашуваше до вражачите, а не го побара Господа. Затоа тој го погуби и царството негово го предаде на Давид, Јесеевиот син. Како што забележувате, Бог ја осуди оваа постапка на Саул и тоа ми дава за право да заклучам дека што и да се случи во Ендор, Бог не беше изворот на тоа искуство. Ако ја отворите книгата Јов, ќе видите дека еден од пријателите на Јов кажа нешто поврзано со оваа тема. Слушнете што пишува во Јов 4:12-16. И ете, до мене скришно долета збор, и увото мое долови нешто од него. Среде размислувањата за ноќните виденија, кога сонот ги обзема луѓето, мене ме зафати страф и трепет и ги растресе сите мои коски. И дух помина над мене, косата ми се крена. Тој застана, но јас не го видов лицето негово. Само облак беше пред очите мои. Тивко веење и чув глас. Што е тоа што духот му го кажа на пријателот на Јов? Одговорот се наоѓа во стих 17. Зар човекот може да биде поправеден од Бога? И може ли тој да биде почист од својот Создател? Со други зборови, овој дух не му откри ништо ново. Истото се случи и со Саул и така наречениот дух на Самуел. Тој не му откри ништо ново на царот, туку само му го повтори тоа што Саул веќе го знаеше. Дека е непослушен на Бог, дека Бог го отфрли и царството ќе му го даде на некој друг. Врз основа на тоа што го пишува во стих 12, некои луѓе тврдат дека духот на Самуел навистина зборуваше со Саул и дека Бог е тој кој стои за целата ситуација. Јас не се согласувам со тој став. Лично мислам дека духот кој зборуваше со Саул не беше оној на Самуел, туку некој нечист дух. Тоа го велам зашто сум убеден дека мртвите не можат да разговараат со живите. Секогаш кога се случува такво нешто, тоа е сатанска измама со цел да ги заведе живите и да ги држи заробени во окултизам. Причината зашто Бог не сака да се занимаваме со повикување духови и со слични духовни окултни активности е бидејќи тоа е сатанска измама. Ние сме повикани да општиме со оние кои се живи и кои секојдневно ги среќаваме, а не да се обидуваме да комуницираме со оние кои се упокоени. Самуил не беше вратен од мртвите. Моje лично убедување е дека тоа што го читаме во овој текст беше сатанска измама. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на оваа книга. Дотогаш, Бог нека ве благослови и чува. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.